Почитувани граѓанки и граѓани, ја испраќаме годината запаметена по светска пандемија, која целосно ни го измени начинот на живење, а со тоа и светогледот. Ќе ја паметиме како година на најголемата светска криза во новиот век. Старата поговорка вели: на мака се познаваат јунаците. Така и оваа мака ни покажа многу јунаци на првата борбена линија. Ама ни покаже и солидарност, човечност и не потсети колку е важно да помагаме. И на здравствен и на економски план владата одговори со навремени и сеопфатни мерки. Обезбедивме сигурност за секој граѓанин поединечно, како и за општеството во целост. Во креирањето на мерките не се водевме од принципот или, туку и здравје и социјална сигурност. Обезбедивме екзистенција за голем број граѓани. Се зачуваа работните места и се одржува кондицијата на економијата. Сите заедно се осигуравме дека имаме стабилен здравствен систем кој функционира без застој. Огромна е пожртвуваноста на здравствените работници, кои во текот на овие празници се на работните места, во болниците и се борат за секој живот. Менаџирањето на кризата ќе беше невозможно и без ангажманот на припадниците на армијата, на полицијата, на медиумските работници и на другите на првата линија. На сите нив им одаваме почит и признание. Во исто време, изразувам сочувство за секој изгубен живот, а заедништвото во оваа борба нека им ја даде сета сила на семејствата кои претрпеа загуби, за да си го најдат мирот. Идната 2021 година ќе биде година на вакцинацијата и на излез од коронавирус пандемијата. Вакцините се можност да заштитиме животи и повторно да си го вратиме во обичаениот начин на живот. Можност да ја надминеме оваа здравствена криза. Сепак, на нашиот пат до здравје и сигурност водиме битка и со една од најопасните појави на новото време – феноменот на дезинформациите или фаличните вести. Целта на оние што ги создаваат е да предизвикаат недоверба кај граѓаните и да ги обезвреднат силните напори на институциите и лекарите во борбата со пандемијата. Затоа ги повикувам сите граѓани и демократски сили во земјата да ја насочиме целата светлина врз вистината, за лагата да потоне во мракот и заборавот. На патот до безбедност и сигурност во 2020 година се оствари нашиот стратешки сон и се придруживме на големото наше семејство. Северна Македонија е членка на најмокниот воено-политички и безбедносен сојуз НАТО. Сега погледот е кон Европската Унија. Нашето членство во нашата матична Унија нема друга алтернатива. Ништо нема да не запре да чекориме напред, затоа што, како македонци, имаме што да кажеме на нашиот македонски јазик, рамноправни со останатите европски народи. На тој пат продолжуваме да градиме пријателство и меѓусебна доверба со сите наши соседи. На тој пат сме рамо до рамо сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошнаците и сите кои живеат во Северна Македонија. Народе мој, за годината пред нас поставивме 10 приоритети од нашата акција 21 за европски стандарди дома. Правда и ред, борба со корупцијата и криминалот, квалитетно здравство, повисок животен стандард, стабилни услови за бизнис и високо платени работни места, достоинствена социјална помош, здрава животна средина. Европа дома. Европски стандарди дома. Сите во акција.
Посакувам новата 2021 година да ни донесе надеж и известност. Секој од нас да го направи најдоброто за подобра живеачка тука. Да почнеме со тоа што ќе празнуваме одговорно. Новогодишните и божикните празници да ни минат во кругот на блиските, за чие здравје и безбедност секојдневно се бориме. Да покажеме одговорност и да ги почитуваме препораките. Од длабочината на моето срце ви посакувам среќна и успешна нова 2021 година. Останете во добро здравје, имајте среќни празнични денови меѓу своите сакани, среќна нова година.